Добар ден, почитувани ученици. По часот со флашички кој беше доста интересен за некој инвентивно решение за реквизит. Денеска за следни 3 часа ги имаме предвидено подни скалички, Agility Steps, како сакате, ќе најдете повеќе термини за овој реквизит, но добро е тоа што со нив се доста лесни, подвижни, ако ги немате, може лесно да се речеме конструира, да се направат во домашни услови и на нив ќе изведеме одлични вежби за кратко загревање и стигнување, но потоа вежбите се доста динамични и многу добри за координација и агилност, така да кажеме. Така да не задржувам многу, во следниот дел од час ќе видите најпрво како може вие сами да ги изведете во домашни услови, ќе ви покаже нашиот колега и потоа почнуваме со сите делови од часот. Значи, за да изработите скалички во домашни услови, ќе ви треба некоја самолеплива трака, креп трака, селотейп или нешто слично. Ќе ви треба во вашата сова отприлика некои 4 метри. Сега ќе ви објаснам подетално како да направите скалички кои ќе ви послужат како реквизит за изведување на вежбите. Значи, ќе земете некоја почетна позиција со креп трака, ќе измерите 1, 2, 3, 4 метри, ќе забележите и со креп траката ќе залезете. Ова ви е едниот крак. Ќе застанете отприлика едно стопало и 4 прста, ќе измерите, ќе забележите ќе опустите другиот. Ќе ги споите двете скалички на едниот на другиот. За да имате подеднакви коцкички, некоја мерка отприлика ќе ви биде стопало и 4 прста. Повторно стопало, 4 прста. Ќе внимавате да не ја згазнете со стопало краката. Стопало и 4 прста. Стопало, измери 4 прста. Пушти трака. Со ова ќе ви излезат одеднакво сите коцки на скалата. Стопало и 4 прста. Стопало, 4 прста. Стопало, 4 прста. Стопало, 4 прста. Стопало, 4 прста. Со ова имате приближно идеални коцки кои ќе ви послужат како реквизит за наредната вежба. Сега идеме со вежби за загревање кои ќе ги покаже професорот Филип. Благодаря. Добар ден, драги ученици, ќе почнеме малку со динамично загревање, лесно претрчување. Внимавајте нормално да стартувате без да ги газите овие ознаки, што си
ги направиле, тук точно да стъпувате во квадрат. Ќе започнеме први со влегување со десна нога, па лева нога, популарно наречено галоп, лесно. Тука, гледате каде ќе стапнете, ама и назад се враќаме исто така само со десна нога. Сега ќе користиме левата нога и може да бидеме малку побрзи, но се уште не максимално брзо и за назад ја користиме левата нога. И сега ќе пробаме да го направиме побрзо, први со десна нога. Така, се вртиме и назад ќе го правиме бързо со лева нога. Сега правиме исто така влегување со двете стапова во квадрат, бочно, странично, бочен галоп. Доаѓаме, на крај се враќаме назад. И малко направено, малко одмор, сега ќе направиме вежбата малко погрбо, се разбира, внимаваме да не повежи. Влегување од скалата, значи напред, назад, напред, назад. Влегуваме први со ногата што е виши напред, излегуваме. Влегуваме, излегуваме. Еве назад, малку побрзо. Се враќаме, значи едно што влегуваме со двете ноги. Излегуваме со двете ноги. Сега ќе видиме малку постори, а крај лицата вежба, но одиме напред и кружиме со рацете. Внимаваме каде гасиме. Така и сега истото го правиме наназад. Кружиме наназад, а не повторуваме вежбата, како што ја повториме и пред повежба. Лавајно, прекрасна вежба, и лавајно од раците, и го правиме на галово пушување и дишување. Уште еднаш. Поедноставна вежбичка сега, само претрчуваме, значи едно стапало во еден квадрат. Така, се вртиме и пак го правиме само. Ајде, уште еднаш да го направиме таа страна, но сега ќе пробаме да се вратиме наназад. И лавајме да се прави. Сега исто така ќе влегуваме и излегуваме од лежечките скалила, но го правиме то бочно. Лесно. И го повториме истото тоа. Се лавајме малко. Земе воздух малко. Издишуваме. Мислам дека е доволно со загревање. Ќе направиме една комбинација на вежби за изтегнување, а при тоа ќе користиме такови вежбички скалила. Нова вежба, значи ќе правиме укручување, а динамиката на вежбата пред ќе ја покажеме без раце, како треба, значи од тука ногата што е оди поставилата ја викале предна нога, работа, тука таа прва влегува и влегува, до страна на влегува, ќе правиме значи укручување, таа може да ставите така, ногата и како нормално укручување с десната рака и укручување.
Отлично. А сега другиот колега ќе продолжи со вежбите за истегнување. Значи, за изтегнување со десна нога ќе направите изчекор на напред, заступ од десна страна. Стани, изчекор со лева нога, заступ во лева страна. Стани, изчекор во десна страна. Стани, изчекор во лева страна. Супер. Спой. Стоп. Спой. Стоп. Значи со двете нозе во квадратче. Стоп. Спой. Стоп. Спой. Стоп. Спой. Стоп. Спой. Стоп. Спой. Супер. Продолжуваме со останатите вежби за стегнување. Сега ќе продолжиме неколку вежби за задна ложба. Ќе почнеме од полесна варијанта во чекорење, но во втората половина ќе покажеме и потешкото ниво. На една нога подигнуваме од колено, но чисто да се огледаме како да чекорење и сега пробуваме да испружиме цела нога од цело около. Назад ќе искористиме да се вратиме и да одмориме. Сега исто така, по динамика, ќе одиме со чекорување напред, подигнување на прсти кон горе и спуштање со прсти до петици. Па, на следен чекор, следен квадрат, следен чекор, следен квадрат, следен чекор. И веќе ќе почувствуваме дека навистина едно топлење на мускуло, истегнување, кое што нели уште, иако го правиме главо предхон со издржа 10 секунди, вака во движење може би и по-безбедно за да не направиме преголемо истегнување на мускулот, а ни се подготвуваат доста захтевни вежби во овој дел на главниот дел на часот. Еве ќе пробаме влезење во првиот квадрат, со исчекор во страна, почувствување на ногата на која чекоруваме да се стигне на тежниот дел. Се враќаме, но со чекор во следниот квадрат и одиме и чекоруваме во страна. Се враќаме, го правиме чекор со таа нога, пак на истина. И ова, еве, 3-4 пати веќе ќе се повтори на секоја страна, убаво ќе се истегне, дури во втората половина може и поголем изчекор, да биде поголем оптеретување, а по-добро да истегнеме, и по-динамично. И еве, уште наречеме една до две вежбички, бавиме, може да истегнеме, да потесеме малку, веќе е доста важно. Уште една до две вежбички ќе ви покаже нашиот колега и потоа поминуваме на главниот дел од часот. Поведете. Благодарим. Ќе одиме назад за подобро гледање. По 2 скалила или евентуално 3, како ви одговара. Значи сакаме да се спуштиме ниско доле и го правиме во положба на ичекор, засуп. Се враќаме пак, тука, отурнуваме со ногата, пак, отурнуваме,
Ајде како би изгледало од друга, да не ги поминеме прво скаличките. Така. Тука, ето ще еднаш, на ова страна и на ова. Бидејќи малку е построено на другата страна. Мислам дека сме спремни за грејање, малку глава и главата и почнуваме сега со скокчиња. Први ќе направиме вежби со исто време отскокнување со двете стапала или струшни скокови. Наједноставна варијанта за почеток, легуваме и излегуваме со двете нозе. Значи, легуваме на правата, излегуваме. Така. Отлично. Се враќаме назад и оправиме на нозете. Сега ќе направиме вежба наречена слалом, тоа е како во скијање, одиме со целосно излегување на другата страна и се враќаме. Внимавате да не сгазнете нормално на обележаните квадратчи. Сега истата вежба ќе ја направиме, но ќе прескокаме еден квадрат, че ќе оставиме празен, не бе постава како изјало скокаме во еден квадрат, наследно доаѓаме од страна. Скокаме, доаѓаме од страна. Грешиле, даваме можност да пробате уште еден пат. Они што се заморени да земат длабоко воздух и излиши. Сега една интересна комбинација. Малку може заморна за почеток. Легуваме, излегуваме во секој квадрат. Тоа може да го правите побрзо. Кога ќе дојдеме на крај, стопираме и се трудиме истото да го направиме наназад, значи влегуваме, излегуваме. Набавим малку, ќе се потрудиме денес да ви покажем повеќе варијанти, частот да ви е наистина интересен. Сигурно има некоја вежба што не сте работели. Пробате за да биде притиси за координација и денеска не ви имаме час за развој на комбинација и агилност. Сега исто правиме скокчиња во радчекот, но преку секој втор квадрат, односно скокаме, на секој втор доаѓаме од страна. Така. Ова ќе пробаме сега втор пат да ја направиме малку по-добро. Мислам дека се доволно загреани сега и дека видите како функционираат овие скокчиња и сега ќе пробаме да дадеме брзина. Одлично. Земете воздух. Дишете. Сега ќе почнеме да поминуваме полека од вежбите скокчиња. Една нога напред ќе направиме една комбинирана вежба. Значи имаме одраз со две нозе, па со лева, со две нозе, па со десна. Еве стартуваме со две нозе, лева, две, десна, две, лева, две, десна, две, лева, две, десна. А сега истото тоа да пробаме да го направиме малку по-добро. Одлично. Малку добавиме пак, вземеме воздух, зашто знаете да биде заморно, кратко движење навидум,
но лесно е да се задише човек ако работи со поголема брзина. Сега, една малка координацијски присипувачка вежба, како танго, значи имаме легување со надворешна нога во квадратот и излегуваме со двете нозе. Значи легуваме со надворешна нога позад. Значи ногата не оди од напред, туку наназад. Така. Излегуваме со двете нозе и легуваме пак со надворешна нога. Сега ќе пробаме да направиме малку поврт во оваа варијанта, ако некој сака да направи и доста поврт. Така. Одлично. Сега исто ќе влегуваме и излегуваме од квадратите, ќе пробаме да работиме со поголема брзина, но нема да излеземе целосно, туку едната нога што ќе биде значи натре, само продолжува, вежба е речеме дриблинг. Продолжуваме. И сега ќе се видиме да го направиме след тоа, значи малку поврт. Одлично. И това се разбере малку одмор. Сега ќе изработиме свртени гранично, почва. Ќе биде предизвик малку оваа вежба, ќе покажеме пак полека. Значи легуваме с една нога, излегуваме со две. Легуваме со другата нога, пак излегуваме со две. Како стан фора, десна, лева. Така, ќе пробаме исто така да се вратиме наназад. Бидејќи е малку присипувачка, ова вежба ќе повториме уште еден, да дадеме малку 10 секунди одмор. А сега кога пробува вториот пат може да дадете поголема брзина и експлозивност. Бидејќи првата кога се работи некоја вежба, гледайте да направите правилно, значи полека. Кога ќе ја фатите техниката на движењето, тогаш слободно може да одите побрзо. Значи имаме малку одмор и одиме наназад. Земете си пак. Одиме сега со лесни потекнувања. Малку на една нога, нанапред едно скалило, се трудиме сите да кажеме варијанти на работа на скопчина да ги покажеме. Значи, по еден квадрат, на една нога, држиме стабилност, одржуваме стабилност и пробаме да направиме по-предизвикувачка вежба, но полека. Значи гледайте да одржувате стабилност, одиме по еден квадрат и застанете слободно во позицијата. Значи оно што го правиме со две нозе како слалом, сега ќе пробаме да го направиме со една нога. Значи по полека, гледайте да имате стабилност. Така, ова е можеби. Не може би сигурно најче предизвикувачка за работа со една нога. Само со една нога. Малку одмор, ќе одиме со друга нога и
и активираме мускулите на ръцете. Бидејќи дома би требало да е чиста, нема нешто што би можело да не повреди со раце. Изработиме чиста подлога, една вежба комбинација со раце и нозе, нешто како Spider-Man walking, Spider-Man одење. Од тука се трудиме да го направиме ова одење, секој рака во еден квадрат. Кога ќе дојдеме напред, одиме исто така назад. Лавајме, прекрасна вежба. И една убава вежбичка како дрибли што го работевме претходно. Сега ќе изработиме истото тоа во комбинација нели на вако четвороношко или Spider-Man одење. Влегуваме и излегуваме. По полето, тука нема брзање, одржувате стабилност. Ако одмориме кога ќе завршиме. Ги лавајме малку рацете и носете. Земаме воду. Издишуваме. И сега да поминеме на вежбите за лабавење, односно за опуштање. Може да ја користи сталичката. Значи, застануваме во квадратот, облекуваме ногата, задржуваме неколку секунди, пуштаме, одиме на наредната, значи наредното квадратче и стегнуваме другата нога, повторуваме уште еден пат. Пак ќе се трудите тука над коленицата да не ви биде напред, да ја повлечете што повеќе назад, што повеќе наназад, за да навистина изтегнете предната ложа. Одиме во рачекот на следниот квадрат, се спуштаме долу, се трудиме да спуштаме главата што пониско, а потоа и латите. Па одиме по левото стапало без да се крене. Задржуваме неколку секунди, главата дишуваме. Може да се враќаме на десното стапало. Главата е држиме, спуштана на грдата. Голем широко рачето. Може да се враќаме. Се подпираме со раците и ги собираме. Нозете. Битно е да станете по-полека. Од тука, од ова позиција, да не го форсирате на качување заради опуштеноста на мускулите. И со ова вежба ќе завршиме, значи ќе ја покажеме точно. Од тука поставаме скочено до подека, се доближуваме со раците, држиме стапалото и скочен блок и се трудиме да се доближиме со телото до подколеницата. Значи петицата е близко, не допира и само едноставно натуркаме подколеницата кон нас. И нормално, истото го повторуваме со другата нога. Значи од ова позиција се трудите да се спуштите тука и потоа да се доближите дланките и отлично. Во седешка позиција малку ги лавајме назад, пуштаме. Фаќаме за подколеницата, издишуваме, ја спуштаме главата. И тука завршуваме за денеска. Се надеваме беше интересен часот и дека некои од овие вежбики ве заинтересираат да ги повторите во слободно време. Ја нега гледаше тајмер, знаеш?